Здраво, драги пријатели! Добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на тема за водата. Иако имам зборувано можеби неколку теми поврзани со ова, али конкретно ќе позборувам за водата како тоа дали е добро да биде збогатена можеби со мириси, одредени витамини и минерали или е подобро да биде чиста. Прва работа, водата како вода има 0 калории и водата како вода, ако можеби ме следите од поодамно, она што е мое мислење и јас го правам е дека флашираната вода никогаш не е мој избор, односно не никогаш, али во 90% од случаевите ја избегнувам. Флаширана вода може да пијам кога можеби сум на пат, па мора да си носам некакво шишенце и така натаму, но генерално избегнувам од причина што слободно и вратете се во претходните некои епизоди кои што го зборувам тоа, но во секој случај особено напакувана во пластика знае да биде да едноставно трансферираат одредени супстанции од пластиката ако водата се чува на топло, сепак е процесирана и така натаму. Јас секогаш преферирам вода од чешма доколку не е поинаку наведено, односно доколку можеби водоводот е оштетен и самите можеби градови апелираат да водата не се пие. Во други случаеви ја пијам. Но денеска она што сакам на кратко да дадам чисто мое мислење и насока за водата која што можеби е збогатена со мирис на лимон, збогатена можеби со одреден друг мирис, спорт вода, со витамини и минерали и така натаму. Она што е мое мислење дека не секогаш е добра, ама и не секогаш е лоша. Она што ја прави таа дистинкција е начинот на кој што се збогатува водата. Дали пред се од 0 калории преминува во 100 калории и тоа ќе даде знак дека е збогатена со некои можеби вештачки ароми, додадено шекер и така натаму. И дали можеби витамините, минералите исто така кои што се додаваат во таа вода, повторно се заедно со одреден друг додаток. Тоа на крај на денот не е толку спектакуларно страшно, но во секој, и ако правиме споредба со тоа дали би пиел вода која што е засладена и збогатена со вештачки мирис наспроти газирани сокови и тетрапак пијалоци, дефинитивно јас би ја избрал водата, но во секој случај затоа што ние зборуваме за што по-здрави навики и поправилен начин на исхрана, во што спаѓа и пиењето на вода и хидрацијата, во тој случај јас на крај на денот повторно не би го избрал тоа, затоа што повторно постојат начини како вашата чаша со вода од чешма да ја збогатите и да ја замирисате, ако можеби пиењето на само вода не ви оди, не го можете. Во тој случај може да ја збогатите со свежо исцеден лимон, може да додадете можеби малинки аронија и така натаму кои што ќе испуштат и боја и мирис, може да не знам, да направите најразлични комбинации, да додадете можеби одредени зеленкасти растенија, минт, не знам, ѓумбир и така натаму, значи едноставно укуцате на Google и ќе ви даде милиарда опции. Тоа е според мене најдобриот начин да збогатите, замирисате вода и да можеби ја промените бојата и вкусот. И нормално, кога зборуваме и за хидрација, незасладените чаеви се исто така супер опција да ги имате во замена за водата, ако самата вода како вода ви е проблем да ја пиете, затоа што има луѓе кои што имаат малку поспецифични мириси и вкусови и не можат да ја пијат водата во потребните количини кои што нив им е потребна, а сепак е многу важно. Така да, дечки, за денеска имам толку да кажам и толку да дадам насоки. Се надам ви помогнав да можеби се насочите на подобар пат во однос на пиењето на вода. И тука се одјавувам, ви посакувам здрави животни навики, ви благодарам уште еднаш за вниманието и имајте си убав ден. Чао, чао!